Жителите на Македонија трошат околу 40% од своите месечни приходи за храна, а за друго, како што се режиските трошоци, образованието, културата, туризмот, им остануваат 60%, стои во истражувањето на агенцијата RIA Rating. Жителите на Македонија трошат околу 40% од своите месечни приходи за храна, а за друго, како што се режиските трошоци, образованието, културата, туризмот, и остануваат 60%. Стои во истражувањето на агенцијата RIA Rating. Без оглед на вака високите цени на прехранбените артикли, жителите на земјава не се откажуваат од цигарите и од алкохолот и во услови на криза. Во Македонија просечно се трошат 4% од приходите за цигари и за алкохол. За ресторани остануваат околу 3,6%, а за рекреација и култура едва 1,8%. Македонија се наоѓа на 37-то место на листата пред Молдавија, каде што за храна се трошат околу 43,8%, а тука некаде и Казахстан со 47,6%. Од балканските земји најдобро стои Словенија, каде трошоците за храна се 15,5% од вкупните приходи. Во Грција се потребни 20,2%, Хрватска 28,2%, Црна Гора 29,7%, Србија 34,3% и Бугарија 37,8%. Освен за храна, во нашата земја скапо се плаќа и струјата, превозот, здравството, станарината, скап е стамбениот простор и на крај пари не остануваат за ништо, а граѓаните одат во се подебел минус. Долгот на граѓаните кон банките расне и тој достигна 3,6 милиарди евра. Куповната моќ е намалена, а со тоа и можноста граѓаните редовно да ги враќаат кредитните рати. Извесно е дека каматите ќе бидат зголемени, со што ударот врз платежната моќ ќе се зголеми, изјави професорот Синиша Наумовски.